Денеска ги информирав представниците на ОПСЕ од ДИХР наблюдувачката мисија на ОПСЕ за аферата Големото око. Аферата Големото око кој што можеше да запре веднаш пред 4 дена кога тимот на професорката Гордана Силјановска-Давкова ги објави индициите за сериозен криминал од страна на Социјалдемократскиот сојуз, индициите дека се прибираат информации и лични податоци на граѓани и се складираат на серверот на владеачката партија. Премиерот Заев вчера потврди дека постои апликација, тој тврди дека се работи само за избирачкиот список кој што го имаат политичките партии. Меѓутоа, ние досега не видовме никаква проверка од страна на надлежните институции што точно има на серверот на СДСМ, какви податоци се складирани и главното прашање дали во копијата од избирачкиот список што го има Социјалдемократскиот сојуз се наоѓаат и матичните броеви на сите македонски гласачи. За жал, јавното обвинителство, кој што вчера започна некакви истражни действија, МВР не направија напор веднаш по нашите укажувања да го одземат серверот од СДСМ за да се провери што се случува и што на него има. Ние, за жал, повторно ќе речам, преку социјалните мрежи, вчера и завчера, во живо практично следиме како се блокира серверот на СДСМ, како се апдейтира апликацијата и дека серверот во одредени моменти не работеше, за сега повторно да проработи. Се сомневаме дека дел од харддисковите се веќе избришани или пак променети. И главната информација која што ја дознаме вчера преку социјалните мрежи е дека кодот со кој што претходно се означуваше единствениот матичен број на граѓаните сега е заменет со други бројка и буква, што укажува на тоа дека индициите дека сепак СДСМ ги прибирала матичните броеви на граѓаните се точни.